Градежништвото кое се повеќе зема замав, архитектурата и енормното загадување во градовите се број еден фактори кои влијаат за зголемената појава на природни катастрофи, алармираат експертите. Велат климата забрзано се менува, расте појавата на поплави и пожари кои пустошат и носат човечки жртви, па затоа превенцијата е клучна и таа мора да биде во фокусот на институциите. Тука се и лошите политики на локалните власти, кои за личен профит неконтролирано издаваат дозволи за градба. Земете го Скопје како град. Значи токму Скопје ризиците што се денеска ние ги имаме во делот на, да речеме, ефектите, негативните ефекти по климата и негативните ефекти по загадување, така натаму се производ на децении на назад лоши водени политика, ако сакате во градежништвото, архитектура, и тоа продолжува. Потребна е локална иницијатива, локална синергија, а особено кога се работи за намалување на ризиците во општеството, синергија на сите можни чинители, што подразбира државни, недржавни актери, инвеститорите да ги препознаат новите политики, да речеме во делот на зелени политики, обновливи за енергија и така натаму. Земјава веќе 10 години има национална платформа за намалување на ризици од катастрофи, но таа треба да се имплементира, а не да се носи нова, и порачаа на владата. Ние тогаш се потрудивме сите работи да ги ставиме во систем, да ги ставиме во една непротивречна мрежа. Меѓутоа, еве, 10 години потоа, слушам дека ќе се носела национална платформа. Не знам каква е сега таа нова после 10 години кога е веќе донесена. Проблем е дека треба да се имплементира. Во шпицот на летото, кога температурата на воздухот надминува и над 40 степени, експертите предупредуваат за зголемена опасност од пожари, појава со која земјава се соочува секоја година. Велат надлежните мора да работат на превенција, инспекторите на терен да вршат надзор, а луѓето во природа да не носат погрешни одлуки кои за жал би можеле да бидат и фатални.